Велите, треба топло-ладно да се игра, ако е тогаш пикот, предпоставката е дека во мај полека ќе почне да опаѓа бројот на заразени, но што велат прогнозите, дали тоа ќе значи дефинитивен крај на заразата? Што ќе се случува во текот на летото? Можни ли се условно кажано изненадување во текот на летото, бидејќи некако сите мислам дека проектираат дека таму веќе, ако не крајот на мај, барем јуни, работите полека ќе олабавуваат. Сега се бориме со иницијалниот пик. Нема во светот пример за повторен секундарен пик на болеста, иако е тоа нешто што всушност би било и крајната цел. Кога го збориме моментот на играње топло-ладно со вирусот и имплементирање на строги мерки, па потоа попуштање на мерките и понатаму повторно воведување на поригорозни мерки ако треба, станува збор за една крива на прием на пациенти во што со желба да се постигне што поблага форма на таа клиничка слика, за да не го преоптеретат здравствениот систем. Вирусот нема да исчезне, туку така. Тој ќе биде тука и веројатно она што го зборевме претходно, дека сето тоа ќе заврши со некоја форма на колективен имунитет, за што се уште немаме доволни податоци, и со вакцина до тогаш. Веројатно ќе биде присутен тука, ќе се јавуваат бранови, да ги кажам, на пациенти, но битно е да се таа епидемиолошка крива растегне што повеќе во што подолг временски период.